Честувањето го посветуваме на патописецот и писател, романсиер Никола Бовие, кој што во 1953 година било посета и на нашиот град. Со овие настани во Прилеп денеска ја продолжуваме во воспоставената сестрена соработка и го даваме нашиот придонес во европските рамки во негување на францускиот јазик и негово изучување на нашите простори. Како град од земја на една членка на Европското семејство, за нас од огромно значење е на размената на културните вредности, искуствата, со почит на посебностите на секоја земја членка. За француската култура и францускиот јазик и литература во прилепското образование има интерес со децении. А ваквите манифестации, вашето присуство денеска овде, почитувани дипломати, значи само потврда дека Прилеп високо котира и го дава својот придонес во билатералната соработка. Верувам дека, освен на културен план, ќе продолжи нашата економска, трговска и туристичка соработка. Живееме во 21. век, во време на дигитализација и глобализација, според тоа, од огромна важност е и градењето на силни и стабилни културни и економски мостови повеќе освојни. Трајна придобивка од сето тоа се воспоставените искрени пријателства меѓу народите и државите. Посекувајќи ви топло добродојде, вам, почитувани гости, ви посакувам пријатни мигови во Прилеп. C'est avec une certaine émotion que... Со доста емоции сум вечерва тука во Прилеп. Никола Бовие е без сомнение еден од франкофонските автори што го обожувам. Идејата дека откако тој веќе беше бил во Прилеп 60 на години, а јас сум повторно тука по неговите траги, навистина многу силно ме трогна. Јас сум многу благодарен на господинот градоначалник на Прилеп, како и на граѓанките и на граѓаните на Прилеп што вечерва не вгостуваат. Јас сум исто така многу благодарен на нас како амбасада на Швајцарија што Францускиот институт во Скопје се вклучи и ни се приклучи во целото чествување на Никола Бовие што го правиме. Никола Бовие е на некој начин сврзник помеѓу нашите две култури. Тој исто така символ на тој француски јазик што ние го споделуваме и навистина сум среќен што вечерва го чествуваме. Во овој ден во кој што месецот на франкофонијата во Македонија е посветен на Никола Бовие, пред моите очи се појавуваат сите тие години поминати низ Европа и низ светот од нашето пријателство и посебно неговото историско враќање во Прилеп 43 години по првото доаѓање и средбата со овој град. Јас сум посебно возбуден денеска, бидејќи Прилеп со книгата Употребата на светот на Бовие станува еден од духовните центри на светската литература и убеден сум дека мермерната плоча поставена во градскиот парк во Прилеп, на која се евоцира неговата реченица дека Балканот е срцето на Европа, што е напишана токму во овој град, ќе прозвучи во многу книжевни меридијани со неговата бескрајна љубов кон овој град и кон сета галерија на ликови што благодарение на неговата книга денеска се херои на светската литература што се шетаат низ сите континенти благодарение на женевскиот младич што на 24 години во овој град ја напиша таа бесплатна